Благодарам. Дискусијата на господинот Артан Груби заслужува реплика, бидејќи навистина начна една исклучително важна тема, која што заслужува дебата во Собранието на Република Македонија и ние планираме како пратеници од ВМРО ДПМН истата да ја наметниме во Собранието на Република Македонија токму преку измените и дополнувањата преку Законот за јавно обвинителство, која што од друга страна пак е испровоцирана или поттикната од страна на одредени функционери од Социјалдемократскиот сојуз, кои што кажуваат како и на кој начин во иднина треба да биде избиран државниот јавен обвинител, се со цел и во насока да нема појава било каков сомнеш кон ова институција, конкретно кон државниот јавен обвинител. И во иднина навистина треба да се воспостави еден коректен, соодветен, искрен и пред се сигурен и професионален однос кон државниот јавен обвинител. Дискусијата на господинот Артан Груби чинам дека беше токму во една ваква насока и искрено верувам дека во моментот кога законското решение ќе се најде при нас пратениците во Собранието на Република Македонија, дека ќе биде прифатено од сите пратеници без разлика на нивната политичка припадност. Тоа да биде избирано од страна на опозицијата со двотретинско мнозинство, со што верувам дека на идните јавни обвинители ќе им се даде и поголем кредибилитет и легитимитет. Но во еден дел од дискусијата на господинот Артан Груби не се согласувам во делот каде што кажува дека господинот Зврлевски треба да биде разрешен по итна постапка заради наводното поттикнување на одредени меѓуетнички тензии по однос на конкретни судски случаеви. Не сум за едно вакво брзо, дрско и непромислено и крајно ќе речам нечесен начин на разрешување на јавен обвинител, бидејќи верувајте ваквиот начин брз и неискрен фрла сомнеш врз причините и брзото разрешување, што секако се појавува и кај нас како пратеници на Собранието на Република Македонија, но и кај граѓаните. Како и да е, самата расправа која што во моментот ја вршиме тука во Собранието на Република Македонија е надвор од законските рамки. Впрочем, тоа и господинот Талат Џафери го кажа вчера во неговата една дискусија дека разрешувањето на јавниот обвинител не може да се случи се до 16, односно до завршувањето на локалните избори, така да сметам дека ова е само класично узурпирање на просторот во Собранието на Република Македонија, кога треба навистина да се разговара за исклучително важни, сериозни теми кои што граѓаните барат да го слушнат мислењето од пратениците, како на пример договорот со Бугарија, стратегијата за мигрантите, законот за јавните и други важни теми. Благодарам.